7 дена до крајот на изборната кампања за локалните избори на 17 октомври, втората недела од дебатната програма на Телма Локални избори 2021 ја заокружуваме со соочување на кандидатите за градоначалник на Велес. Почнуваме за кратко. Останете на Телма. Уште 7 дена остануваат кандидатите за градоначалници во 80 општини и градот Скопје за нивни средби со граѓаните во обид со своите програми да ги привлечат гласачите. Дебатната програма на Телма Локални избори 2021 вечерва со соочување на програмската понуда на кандидатите за градоначалници на Велес. Со нас во студиото се Ненад Коцич, кандидат на Коалицијата Најдобро за нашата општина, предводена од СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Златко Арсов, кандидат на Левица. Добро вечер и добре дојдовте. Кандидатот на ВМРО ДПМН Марко Колев го откажа гостувањето поради неодложни семејни обврски, како што ни пиша. А четвртиот кандидат на гласачкото ливче за градоначалник на Велес, Семир Алимов од Бошначки демократски сојуз, не беше воопшто достапен за да биде контактиран. Господо, ви благодарам што сте вечерва во студиото на Телма. Двајца кандидати сте, малку правилата и ќе ги видоизмениме со малку полиберална можност за меѓусебна дебата. Меѓутоа, на почетокот останува она традиционална почетна минута за вашите клучни проекти во една минута. Зошто Велешани вам би го дале гласот? Според редоследот на гласачкото ливче, почнуваме со господинот Коци. Поведете. Благодарам. Добар ден и до вас и до сите гледачи на Телма телевизија. Јас сум доктор Ненад Коцик, специјалист интернист, долгогодишен активист за здрава и чиста животна средина. Зошто се одлучив на овој чекор? Повеќе од 20 години се борам за подобар, поразвиен и поуспешен Велес, апелирајќи, барајќи да се преземаат конкретни чекори во однос на одржливиот развој на мојата општина. Дел од тие мои или наши барања биле спроведени, меѓутоа голем дел не биле спроведени. Затоа пред 4 години одлучив да активно да партиципирам во политиката, на почетокот како советник, а претходнава година како пратеник во собранието. Сепак кај мене примерно значење има мојот град Велес и сметам дека најмногу можам да допринесам во развојот, одржливиот развој на општина Велес и затоа одлучив заедно со СДСМ да истрчам на овие избори како кандидат за градоначалник, затоа што сметам дека има одлична програма која што ги опфаќа сите области, како енергетска ефикасност, почисти улици, подобрување на квалитетот на воздухот, вработување на младите, странски инвестиции со поддршка нормално на централата и сето она што ќе значи подобар и поуспешен живот на Велешани. Благодарам. Господин Арсов, која е вашата понуда и зошто Велешани вас треба да ве одберат за да бидете на чело на општината во следните 4 години? Јас сум Златко Арсов, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Стар велешанец од левата страна на градот. Јас и го работам тука, секојдневно патувам. Сакам со мојата кандидатура да обезбедам пред се просперитет на Велес. Како градоначалник би бил обврзан да се грижам за буџетот на градот, но и одговорен за напредокот, за да биде Велес подобро место за сите што го посетуваат, живеат и работат. Според мене, избраниот градоначалник е лидер кој го представува електоратот, гласачите и работи за цели за обезбедување на различни услуги на локалната самоуправа. Преку домаќинско и транспарентно управување со градскиот буџет, односно средствата на даночните обврзници. За мене, искрено, градоначалничката функција е одговорна функција. Моја поширока цел е уредување на просторот за хумано и здраво живење, активности за развој, потенцијалот на децата и младите, возрастните, енергетска одржливост, чистење на водата, почвата и воздухот од загадувањето, решавањето од комуналните проблеми на паркинг просторот, санација на инфраструктурата, унапредување на земјоделскиот сектор. За таа цел
помина минутата. Голем дел од тие прашања ќе бидат опфатени во натамошниот тек на дебатата. Преминуваме на тематските прашања. Ние се договоривме пред почетокот, но и за гледачите. Со оглед на фактот што имаме само двајца кандидати, правилата се генерално видоизменети. Одиме стандардно со оние минути и 30 за одговор на секое прашање, а потоа ќе остава малку поголем простор за дебата доколку кандидатите имаат аргументи за меѓусебно конфронтирање на нивните идеи и визии. Сепак и тајминзите за реплика и контрареплика од околу 45 секунди повторно ќе се вртат во екранот, но исклучително во намера да обезбедиме подеднакво време, дебатата ќе биде малку послободна. Првото прашање и за двајцата. И двајцата велите интересот на Велешани пред се, а во вашите и јавни настапи и во програмите велите дека тие се резултат не само на вашата визија, туку и одговор на барањата и потребите на Велешани. Па моето прво прашање е што вам лично како Велешани најмногу ви смета и што е првото што ќе го направите доколку ја преземете градоначалничката функција или кој ќе биде ваш првиот проект? Овој круг го почнуваме со господинот Арсов. Повелите. Значи, јас како што реков, мојата визија како иден градоначалник би опфатила различни активности. Тоа се неколку полиња главни. Прво би се осврнала кон локалниот економски развој, ќе креирам услови за одржлив, локален економски развој, значаен фактор да се подобри животниот стандард на граѓаните. Со тоа би се испречило иселувањето на Велешани од градот во странство и кон други градови. Мојата цел би била создавање на нови работни места, преку привлекување на странски и домашни инвестиции. Предност би имале современите технологии, индустрии кои минимално би загадувале, а би остварувале висок приход. Тоа пред се мислам на различни видови на електронска индустрија, прецизна меканика и слично. Велес има неколку индустријски зони, ќе обезбедам ако има потреба дополнителна логистика на истите, евентуално проширување и ако има потреба и креирање на нови индустријски зони. Ќе го разговараме за сите тие, гледам дека продолживте да го генерално да го представувате својот профил, но прашањето беше конкретно. Што како Велешанец еве најмногу ви смета вам лично и што е првиот проект што сте си го зацртале дека мора да го спроведете или што е оно од што ќе почнете следниот ден откако влезете, ако влезете во градоначалничката канцеларија? Во ред. Значи, има повеќе Велес проблеми, горливи, меѓутоа што ми инсистирате само за еден проблем, ќе би кажал овој. Да речеме, Велес има голем сообраќајен хаос. Значи, нерешени улици, нерешен паркинг простор, движењето на возилата е отежнато. Пешаците немаат каде да се движат по тротоарите. Имаме тука и други проблеми комунални, освен сообраќајните, да кажеме регулација на кејот на Вардар, изградба на нови градинки, бидејќи Велес се шири према северо-западниот дел, во тој дел не недостасуваат и такви работи. Значи тоа би биле првите проекти. Останатите ќе ги разработиме низ веќе мои прашања. Господине Коцич, што вам како Велешанец најмногу ви смета и што е првото со што би сакале да се зафатите или планирате да биде вашиот прв потек доколку влезете во канцеларијата на градоначалникот? Благодарам за прашањето. Значи, како прво ми е жал што колегата од ВМРО ДПМН не присуствува, затоа што фактите треба да ги сочиме пред јавноста и нели кој што и како направи или планира да направи во следните 4 години, меѓутоа секој има право за себе да одлучува. Она што прво се извинувам, објаснувањето е специфично, семејни уврски, така што останува на вас и на Велешани да судите. Благодарам. Она што нели од првиот ден ќе го започне да го работам е генерална реорганизација на локалните институции кои што се под моја ингеренција, пред се на локалната самоуправа и на ЈКП Деребен, затоа што се два директни проекти поврзани, а тоа е одговорност на јавната администрација, односно добивање на одговор од граѓаните во рок од 24 часа. Значи, кога наш сограѓанин ќе дојде до општина Велес и да побара информација, ќе треба службите или градоначалникот да му одговорат за еден ден. Доколку тоа стварливо,
сметам дека со сегашната организација не е остварлива, така да ќе се направи реорганизација или прераспределба или вработување на други кадри кои што ќе може да одговорат на овој мој проект. И второто, реорганизација на ЈКП Дервен со цел зголемена ефикасност во однос на решавањето на проблемот со комуналната хигиена. Лично сметам дека во Дервен се потребни што е можно повеќе луѓе кои што работат на терен, кои што го одржаваат јавната хигиена, меѓутоа и дека е потребно мала реорганизација, како што реков, во нивната работа. Трета работа која што е многу битна е да се види до каде е процесот на донесување на генерален урбанистички план, затоа што огромни барања има од страна на бизнис секторот и граѓаните на Велес за донесување на ГУП-от, така наречено скратено, затоа што дедлајнот било до 2016, се уште не е донесен, меѓутоа во последните години од почната процедура, до каде е стасана сега оваа процедура, немам информација, така да тоа е една паралелна активност која што ќе започнем од првиот ден. Ако можем да заклучам, господин Арсов, на почеток со сообраќање од хаос, вие со општина поблиско до граѓаните, отворам простор за дебата и меѓусебни реплики во следните 3 минути. Па вак, значи, против кандидатот, доктор Коцич, 4 години беше советот на општина Велес, 3 години председател на Савниот совет и за тоа време не најде ниту време, ниту простор да ги решава овие ситуации што сега ги кажа. Конкретно за Дервен, јавното предпријатие Дервен. Јавното предпријатие Дервен, според последните податоци, има 320 вработени. Според нивниот план за вработување се планираат уште 117 работни места. Јас ќе го прашам како е можно такво нешто да се дозволи, сето тоа би било на грбот на граѓаните од Велес. Јавното предпријатие се финансира од свој буџет. Својот буџет го прибира од комуналната такса, значи тоа се оние сметки за вода и комунали и уште дополнително оптеретување на предпријатието со други вработени, само ќе ја покачи цената на комуналните услуги. Значи тоа нешто он можеше порано да го направи, а сега го кажува дека сега ќе го направи во овој мандат. Благодарам, господин Котич. Значи, жалам што господин Тарсов не го познава Законот за локална самоуправа. Поделена е службата на, односно функцијата на градоначалник и на совет. Градоначалникот има извршната функција, а советот ги донесува буџетот и другите работи кои што се поврзани со работата на локалната самоуправа. Јас не сум имал можност како советник, исто така не сум бил 3 години председател на совет и ова е дезинформација. Не сум можел како советник да ја менувам организацијата во нити една јавна институција, затоа што тоа е под директна ингеренција на градоначалникот. Како второ, околу ЈКП Дервен, една од најзадолжените и најоштетените организации во Велес, јавни институции, беше ЈКП Дервен. Она што сега се случува е да сите долгови од општината кон Дервен се вратени и од институциите кои што се под општината, така да Дервен покрај тоа што обезбеди десетина нови камиони за собирање на отпад, има капацитет, има потреба за зголемување на луѓето кои што ќе бидат работно ангажирани. Значи не зборуваме тука за луѓе кои што се администрација или кои што нели можеби си во поголем број, него за луѓе кои што ќе работат на терен и кои што ќе се грижат за јавната хигиена и во руралните и во урбаните средини. Значи ние сакаме да инвестираме во луѓето, сакаме да вработуваме луѓе, меѓутоа луѓе кои што ќе работат и кои што ќе се грижат за собирање на отпадот. Господин Арсов. Па вак, значи јас ќе презентирам еден извештај од работењето на јавното комунално предпријатие за 2020 година. Овие извештаи вие ги имате гледано на советот и ги имате усвојувано. 9200 совет такива. Добро, 2019 или порано. Добро. Значи вакви се секоја година Добро. правени. Ова е за 2020. Не знам вие како би го прокоментирале ова нешто. Значи извештајот опширен и така натаму, нема во целина да го даваме. Значи јавното предпријатие Дервен, у меѓувреме се сменија 3 директори додека бевте вие на власт. Има напишано дека има технички комерцијални загуби на вода од 2.342.917 метри кубни. Или од вкупната произведена вода од преку 5 милиони кубни,
ова е 48,40%. Сепак да го слушаме и ова титкање на таймингот, повелете со прашањето, бидејќи следува и можност од господин добро. Коцич кон вас за вашите приоритети. Да, кој е прашањето конкретно? Молам? Кој е конкретно прашањето во однос на конкретно, извештај? како го објаснувате вие овој губиток на вода и како сметате дека вие домаќински ќе го водите предпријатието? Значи, да повторам, вие се сменивте за вашето владење 3 директори, ситуацијата не е многу променета и 2020 година е завршена со 18 милиона губиток на предпријатието. Повелете Коцич. Значи ги поврзувате две работи што не се поврзани. Околу губитокот на водата и оние резултати кои што ги прикажуваше на времето претходната власт има покренато постапка пред надлежните органи, затоа може да се информирате во основното јавно обвинителство. А во однос на извештаите за Дервен, сметководствено, сите оние камиони кои што заедно се купија во еден период од една година, повлекуваат амортизација во извештаите сметководствени кои што се со цел честно и одговорно работење и затоа се јавува тој сметководствен губиток на сметките. На сите совети, и јас кога бев, беше презентирано тоа, меѓутоа, од друга страна, реалната состојба во Дервен е дека Дервен е едно стабилно предпријатие кој што има повеќе од 40 милиони денари на сметка, го знам ова од прва рака и кое што многу квалитетно може да се ги извршува своите функции. Господин Коцич, право на реплика доколку имате и кон првиот приоритет што го посочи господин Арсов, доколку не продолжуваме се. Па добре, јас би го прашал дали знае кој ги изградува, кој ги гради градинките во државата, затоа тоа што кажува дека ќе гради градинки. Како второ, дали знае до каде е проектот за кеот на реката Вардар, кој што е веќе одобрени со обезбедени пари и околу сообраќајниот хаос на Велес, ме интересира кои конкретни чекори. Имам за тоа прашање, така да задржете се. Да речеме има хаос, да, меѓутоа треба тој хаос да се реши. Имам следното прашање околу тоа, значи да се задржиме на обидва. Значи прашањето околу кеот. Значи јас сега прв пат ја слушам оваа информација дека ви имате изработено проект и дека имате и пари одобрено дури, нели? Инаку јас би кажал, јас живеам на тој дел, значи кеот е еден незавршен проект кој трае веќе 20 години и како таков предизвикува и штети на населението, бидејќи не е завршен како проект. Во двете згради, наспрема театарот, стариот театар, во подрумите има постојано вода. Сега да отидеме ќе најдеме водата. А зошто е таа вода? Таа вода е заради тоа што кеот не е регулиран. Значи, нивелетата на коритото е крената високо, а тоа е баш заради тој наносен материјал и нерегулираната друга страна на канала. Знаете, мислам дека разговараме за конкретни проекти, меѓутоа без доволно информации. Ја и претходните дебати ви кажав, не е проектот сега сакам да направам ја ќе го направам. Тоа се техничка документација, планска документација, спецификација на просторот и на крајот она што е најважно да се обезбедат пари и уште поважно да се имплементира. Значи, сите овие проекти бараат многу работа, бараат многу спецификации, многу труд за да се спроведат. Така да, можете да објавиме, може би велешката јавност дел не знае, кеот на реката Вардар е подготвен проектот, се обезбедуваат парите, така да Велес многу брзо ќе го... А кога би стартувале? Многу брзо. Ви благодарам. Веќе го начинавте и тоа е една може би негативна специфика на Велес. Велесчани секојдневно го чувствуваат, критикуваат и негодуваат, а секој случаен патник, намерник или случаен минувач го чувствува. Сообраќајен хаос, битка за паркинг место. Како тоа ќе го решите? Овој круг одговори го почнуваме со господин Коцич. Да, благодарам за прашањето. Во мојата програма е еден од проектите безбедни улици или Safe Streets. Реално имаме преголем број на возила, конфигурацијата на градот е такав каков што е и мораме да се адаптираме во она што го имаме. Значи во програмата се предвидува паркинг простор обезбеден за најмалку еден автомобил за секое семејство. Што значи тоа? Значи не зборува за индивидуалните куќи кои што си имаат дворови, тие ќе си паркираат во дворовите, меѓутоа за индивидуалните згради за секоја
секој домаќинство ќе има обезбеден најмалку еден паркинг простор со пишување на табличката на регистрацијата на неговото место. Паушално ќе оди на платата, значи символична, со цел да се одржува, односно ова паркинг место. Поинтересен и поспецифичен е делот на високите делови од градот, затоа што се тесни уличките, има значи повеќе автомобили. Она што го планираме е инсталирање на монтажни гаражи на места кои што се јавни места, односно кои што припаѓаат на општината, односно на државата, или стари напуштени куќи кои што ќе бидат откупени и на чие што место ќе инсталираме монтажни гаражи. На сите да речеме високи делови од градот имаме таргетирано по неколку места каде што потенцијално може да се направат овие монтажни гаражи и на овие места практично ќе може граѓаните кои што живеат во овие делови од градот да се ги паркираат возилата и исто и луѓето кои што идат во посета. Значи огромна гужва на Којник, огромна гужва на Прцорек и во сите други делови на градот каде што нели таква конфигурацијата, така да сметам дека ова веќе малку постручно во разговор со Ќе им одмили питата на гостите дури да најдат паркинг, но и за тоа ќе зборуваме. И нормално, да, подземната гаража во центарот на градот, која што е веќе проектирана и капацитет имаме и за монтажни или катни гаражи во повеќе делови на градот. Господин Арсов, ваши идеи, проекти за сообраќање од хаос? Па секако е веднаш спомнати беа некои работи, меѓутоа не значи дека тоа се само нивни идеи, тоа се идеи на левица и на сите граѓани на народот од Велес. Значи многу е јасно дека сообраќајот во Велес е заглушен. Тоа се должи прво, значи на немање на сообраќајници. Сегашниве сообраќајници главни, Благој Ѓорев и другите, се проектирани, изградени пред повеќе од 50-60 години. Значи никој до сега не најде храброст да проектира некоја нова улица, па не дај Божи булевар, за да го разрешиме сообраќајниот хаос. Во тој дел се наметнува и прашањето за паркинг простори. Паркинг просторите се многу важни, особено во централниот дел. Како што споменавте вие, ќе ни се одјаде додека најдеме место за паркирање, па да јадеме пита, нели? Значи тоа е тоа. Затоа у нашата програма е предвидена изградба на 2 катни гаражи, едната во централниот дел на градот, другата во горниот дел на градот, негде кај гимназија. Која ќе биде локацијата точно? За тоа ќе го прашаме народот. Народот треба да одлучи со јавна анкета или на било кој начин на кое место треба да бидат, бидејќи народот ги знае најдобро сообраќајните проблеми. А после како ќе биде изведбата? Тоа ќе биде ангажиран експертски тим за да ги одреди после понатаму деталите. 2 минути за меѓусебна дебата, доколку чувствувате дека во овој дел се разликувате, иако мислам дека сите сте за решавање на овој проблем. Одиме со следното прашање. Велес има тешко наследство од минатото со екстремното загадување на животната средина, чии што последици се случуваат и денес. И можеби додека вашите кандидати од останатите, вашите колеги кандидати за градоначалници во останатите општини зборуваат за зазеленување, за натамошен еколошки развој, предизвикот за Велес пред зазеленувањето е пред се прочистувањето. Кој е вашиот план за чиста и здрава животна средина? Овој круг повторно со господин Арсов. Вака, значи на сите им е познато дека депонијата за троска од поранешниот металургски комбинат е еден нерешен голем проблем, тежок проблем, кој ги мачи Велешани долг период. Бидејќи фабриката е отидена во стечај, ликвидација, затворен и сето тоа натаму, значи остана врската да општината со своите скудни средства се мачи за да го реши тој проблем. Според мене, решението треба да се бара на повисоко ниво. Ова не е проблем само на Велеси, туку и на Македонија. Значи, тука ние би барале помош пред се и од повисоките органи, слично како што се реши случајот со депонијата со Линдан во Охис. Инаку, јас би го прашал, бидејќи... Да ги слушнеме прво двата концепти добро. генерално, после ќе ви оставам подолг простор околу оваа тема. Господине Коцич, кој е вашиот план? Пред се
за чиста и здрава животна средина, бидејќи претходно како активист бевте и доста инволвиран во тие планови што ги споменав за прочистување пред се на Велес, но некако како да тоа застана и сега проблемите се двојни. Прочистувањето наспроти загадениот воздух. Така, благодарам на прашањето. Повеќе долго време го работев ова, практично после затворањето на топилници и она фиторемедијација која што беше започната, во право сте, бев креатор на тој проект. Имаме точни информации, отприлика која точка од Велес колку е загадена со, зборуваме за почвата, олово, кадмиум и цинк, че тоа се резултати добиени во соработка со стручни институции. И најголемиот проблем заради тоа што запре процесот од деконтаминација токму оваа троска која што се наоѓа зад топилницата и која што со текот на времето се докажа дека цело време континуирано ја загадува почвата. Добро е што, не знам дали имате информации, дека троската има концесионер и повеќе од година дена мислам дека тој процес е започнат, меѓутоа тоа е огромна количина на јаловина и морам да признам дека интензитетот на изнесување, носење на троската не оди со она динамика која што ние би ја посакувале, меѓутоа од страна на државата, покрај ова што го рече колегата за решавање на линданот, и втората еколошка црна точка во државата, односно троската е веќе во процес на решавање. Претпоставам дека ќе потрае уште некое време, меѓутоа додека не се тргне, што се вели целата, од тука би требало процесот деконтаминација на почвата да почека. Она што јас го сакам да го најавам е дека во следниот период, доколку добиам можност, ќе побарам од фирмата која што купи топилницата да ја дислоцира остатокот од топилницата, затоа што ова земјиште е на државата, не е нивна собственост и по деталниот урбанистички план представува зелен појас, а не тешка и загадувачка индустрија. Така да како градоначелник ќе го отпочнеме процесот на дислокација на остатоците од топилницата на локацијата каде што се наоѓа, затоа што сметам дека има огромен потенцијал овој дел на Велес да се деконтаминира и да израсне еден нов помал град на кој што после прочистувањето на почвата на соодветен начин од страна на државата, нормално и од страна на локалната самоуправа. Ова е проблем не само за тоа што го посочуваат велешани за нивното здравје, Велес е сепак и земјоделски крај и навистина представува предизвик купувањето на земјоделски производи кои што ја носат назнаката произведено во Велес. Повелете, реков дека ќе остава малку подолг дел за взаемна дебата околу ова прашање, бидејќи ги засега голем број велешани. Па вака, значи, мене ми е сосема познато дека општината има склучено договор со одредена фирма, странска фирма, за изнесување на троската од поранешната депонија. Меѓутоа, јас лично не сум видел камион да помине да ја изнесува нешто. Наводно нешто се копа. Мене ми е тоа малку и сумнително, бидејќи проектот реков повеќе од 2 години откако е официјално објавено дека од утре ќе почнат или од задутре, меѓутоа нема некој ефект, она не се намалува, истата големина има. Ми се чини дека тука можеби таа фирма не е добро избрана, можеби бара остатоци од метал, а другото ќе ни го остави на крај ќе замене. Значи, троската, да го коригирам мојот против кандидат, врши улога на подземните води, пред се. Значи, она не ја загадува почвата, освен во блиската околина, ако оддува ветерот, меѓутоа главното влијание на подпочвените води кај што порано ни беа рени булнарите во Велес. Значи, тие постојат рени булнарите, меѓутоа не се користат. А друго е загадувањето од оловото преку воздухот. Значи, тоа како резултат на технолошкиот процес испаѓа во воздухот и паѓа во околината и се талаши. Тоа е веќе друг проблем. А фиторемедијацијата може да се изведе само на земјоделски површини, на ограничени површини. Значи, кај што може да влезе трактор, да ора, да се сеат култури, не може фиторемедијација да се врши на ридовите околу топилница. Господин Коцич, само да ве замолам и двајцата, едниот и лекар и долго време како во невладена организација посветена на ова прашање, другиот универзитетски професор, малку со
понародски речник и без Значи за да ве сватат и конечно граѓаните кога ќе ја добијат добробитта од тоа што да ги објаснам работите такви какви што се, да не шпекулираме со информации. Како прво, општината нема никаков договор со ниту една фирма. Концесијата беше распишена од Министерството за економија и дадена на сегашниот дислокатор на троската од топилницата, така да ме молам да даваме точни информации кога зборуваме. Во однос на контаминацијата на почвата сегашна, значи не е точно дека само подземните води се контаминираат. Што се случи? Земјоделец си донесе почва нова до 40 сантима во околината на Велес и кога направивме анализи, значи последна година од донесувањето на неговите на чистата почва, повторно имаше олово, кадмиум, цинк на новата почва од околу 4 декари. Така да самиот ветер ја разнесува прашината посебно низ центарот на градот. Еве на кратко по 45 секунди и за двајцата ќе почнем со вас, господин Коцич. Кои се решенијата, бидејќи предолго трае се? Така, значи единственото решение е да се интензивира процесот на дислокација на троската за да се изврши деконтаминација. Деконтаминација на почвата се врши на повеќе начини. Може да се изврши со отстранување на слојот на почва, може да се изврши со хемиски соединенија, може да се изврши со растенија. Начинот на кој што во иднина ќе се врши е зависно од таму каде што треба да действуваме. Например, во градинките, во училиштата, јас тоа го зборувам, реков на почетокот 20 години, треба да се изврши замена на почвата. Не може таму да садиме масодајна репка или било хемија да ставаме за да ги изчистиме, да ги деконтаминираме тие површини. Меѓутоа, во јавните површини како паркови може да се искористат и растенија. Не треба да бидат тука сточни растенија, односно треба да бидат ружи и оние други кои што на времето ги садевме околу 7000 за деконтаминација на јавните површини. Меѓутоа ќе повторам, додека трае дислокацијата на троската е безпредметно да продолжи деконтаминацијата затоа што повторно целата, односно делот троската со самиот ветар, знаете како дува ветерот во Велес, ја разнесува низ површините на Велес. Тука веќе имаме судени на стручни ставови, но времето ќе биде само 45 секунди. Да. Како вие конкретно чекор по чекор го гледате решение? Па вака, значи ги кажавме и двајцата, тоа се тие решенија. Нас ни се познати на факултетот, тој процес на фиторемедиација. Значи, како што кажа, се врши со легуминозни растенија, маслодена репица се користи. Меѓутоа, треба тука да се, многу да се наспомене дека тие ќе се искусат во зелена состојба, треба да се исушат и после треба да има печка специјална, каде што истите би се согореле. Бидејќи они, живејќи на тој простор, растејќи на тој простор, сега по едноставно објаснувам, они ги впиваат тие материи во себе и ги распространуваат низ листот, стеблото и така натаму. Значи, тој кој ќе отргнеме материјал, уште има внатре во почвата тежок медал, меѓутоа тој треба негде да го изгориме и да го депонираме во вид на пепел. Значи, тоа е комплексна работа. Ја не знам дали тоа им е нив предвидено такво нешто да се изведува и е макотрпен процес. Значи, тоа ќе трае повеќе години. Може 5, 10, 15 години. Прашањето е кратко и до двајцата, бидејќи да преминеме и на други теми. Имате ли конкретен план, што според кој кога ќе поминат 4 години, јасно ќе предочите што сте постигнали? Да или не? Да, секако тоа. Господин Коцич? Уште едно дополнување, дека не се врши дислокација, околу 600 тони досега се дислоцирани од Велишката згора, тоа се официјални информации кои што ги имам од Министерство. Односно, во однос на планот, да, апсолутно, и околу процесот на дислокација на сегашните остатоци од топилница, и околу процесот на тоа до каде сме со процесот на дислокација на згурата и процесот на деконтаминација на почвата. Ви благодарам. Препознатлив белег на градот е Велешкото езеро како атрактивен рекреативен центар не само за Велешани, туку и пошироко, но состојбата на терен предочува интензивирана урбанизација на езерото Младост, бројни хотели на самиот брег. Како го гледате развојот на овој рекреативен центар во услови кога се помалку останува слободен простор за рекреација, она што е основата на основната идеја на рекреативниот центар? Коцик, овој круг со ваш одговор.
Значи, како градоначалник е предвидено да езерото биде еден туристички комплекс кој што ќе биде организиран. Моментално со поддршка на Европската унија и Светска банка се изведува оној проект Smart Lake кој што го изведува општина Велес. Дел од овие инвестиции се добри, пред се паркот на срцата кој што е за лицата со попреченост, паркот на авантурите кој што е за лицата за помалите лица. Меѓутоа недостасува многу паркинг простор кој што ќе треба да биде обезбеден, организација на терен и нормално туристичка понуда за луѓето да бидат привлечени да дојдат на езерото Младост. Она кој што го предвидува програмата е издавање на плажите на езерото под концесија, меѓутоа со запазување на еколошкиот момент, односно зачување на флората и фуната, со цел да луѓето можат да дојдат да уживаат во езерските убавини, меѓутоа истовремено и да се грижат за езерото. Мислам дека голем проблем представува урбанизацијата и за мене, исто која што е направена одамна, мислам започнато пред повеќе години, и јас лично, она што досега е изградено, значи не можеме ние да го, што е легално, нормално, да бидеме против, меѓутоа понатаму би прекинал со понатамошни узурпација на просторот со други дополнителни градби. Господин Арсов? Па вака, значи езерото Младост е еден велешки бисер на кој што доаѓаат не само велешани, него од околината, Штип, Скопје, Свети Николи и така натаму. Го паметам езерото Младост уште од младите денови, значи колку беше убаво за шумено и сето тоа, и сега какво е, изгорено, пренатрупано со објекти. Значи јас разбирам дека треба да има урбанизација. Нели, сакаме да развиваме транзитен туризам, сакаме. Ако сакаме, тогаш треба и објекти да има за тој. Во рете. Меѓутоа, не можам да се сложам за претерана градба на езерото. Значи, не можеме ние езерото Младост, околината, да ја направиме населба на Велес. Значи, не е целта тоа, не е поентата. Значи, поентата да се развијат оние дејности кои би привлекле пари. По однос на концесионерството, јас сум против, во принцип, бидејќи Левица се залага за бесплатни такви услуги, за пристапност на народот во секоја пора од животот. Меѓутоа, вие ако ги дадете плажите под концесија, тогаш концесионерот ќе земе, ќе си наплаќа карти, како ќе ги одржува, што ќе ги одржува, тоа ќе си биде негово право и едноставно плажите ќе им бидат одземени на велешаните. Еве, впрочем, порано можевме да се бањаме пред едниот мотел, пред другиот мотел, не сакам да ги менувам, меѓутоа сега тие си напуштија просторот напред и не можеш да влезеш да се избањеш. Значи, сум против такви работи. Можност за реплика, господин Така, како прво, какво е езерото изгорено, мислам дека не е убаво да се коментира такви работи. Никој мислам дека нити во Велес, нити во државата посекуваше да се случи пожар. Јас лично бев цел ден кога беше пожарот, од саверето кога се јави некаде кај 10-11, до вечерта до 6-7 сатот, рамо до рамо со пожарникарите, им носевме вода, нормално јас не сум пожарникар, ги обезбедувавме се што беше потребно, како човек, пред се како граѓанин на Велес, и мислам дека овие несреќи не треба да се злоупотребуваат. Инака во однос на концесиите, денеска езерото, во однос на концесиите, денеска езерото нема концесионери, меѓутоа плажите, значи не ги држат мотелите, плажата едната ја уредија првиот мотел на Романтик, а другите се слободни за бање и јас не гледам дека дневно повеќе од 5-6 луѓе го посетуваат езерото Младост, односно водите на езерото Младост. Не се смета во овој случај дека треба да се зимат пари од граѓаните во смисла на профит, него да се дадат услуги, да се обезбеди организирана услуга која што ќе ги привлече туристите и за Велес и за регионот. Тоа е. Значи вака, имам две замерки. Прво, значи, точно е дека на никого не му пожелувам ја и не ја експлоатирам таа тема. Секого му е мачно кога ќе го видиме езерот. Меѓутоа, што беше поентата моја? Значи, неорганизираноста на СДС, загаснењето на пожарите. А каде ја гледам? На повисоко ниво. Вие не сте криви, меѓутоа треба да се слушне. Значи, овие 3 авиончиња што ги имаме за гасење на пожар, они не се функционални веќе 3 години. Да беа функционални, пожарот многу брзо ќе се изгаснеше и немаше да дојде до таква катастрофа каде што стотици хектари на шума изгореа.
Ако не беше армијата со хеликоптер да гаси и напорот на луѓето, можеби и многу повеќе ќе отидеш. Мислам дека не е фер повторно на ваква една несреќа да се шират шпекулации и дезинформации. Не се Очигледно не сте шпекулации, биле во тоа е Велес. реалност, тоа е Значи ситуација. хеликоптерот гаснеше во 12:15 часот, гаснеше на дезерото во Велес. Не за Ви хеликоптерот, кажав реков, дека цел дошол ден го гасат за па не може се авионите, не хеликоптери и авиони дојде. да гасат. Мога? Авионите беа ангажирани во Радовиш. Знаете ли каква беше состојбата? На 3 места во државата имаше пожари. Значи не треба Добро, вакви несреќи. да се вратиме сосема накратко Хеликоптерот гаснеше во 12:15, уствари, се извинувам, во 15 до 2 беше хеликоптерот пратен веќе на дезерото Младост. И гаснеше и зимаше вода прено од реката Вардар, па поради тополите беше опасно, земаше од дезерото Младост, го изгасија. Што беше главниот проблем? Се смири пожарот. Околу 4 часот повторно букна, благодарејќи на ветерот кој што се јави. Значи, не сакам да ме сватите погрешно, меѓутоа не можете да ја вратиме, Да. да ја вратиме темата на реалноста во само 45 секунди. Прво господин Арсов, па потоа и Коцик, и да го заотвориме овој круг. Како да се обезбеди конкретно тој баланс? Велешани сакаат центар за рекреација. Они од другите градови туристите сакаат и малку туризам, и хотели, и такви објекти. Нормално е тоа да го сака и општината, и секоја градска администрација, бидејќи од тоа зависат и приходите. Како до баланс? Па вака, според моје мислење треба да се остават одреден број плажи слободни. Тие се неколку плажи, 3, 4 како ќе ги рачунаме, да бидат за граѓаните. Значи да биде бесплатно таму, општината да си ги одржува и на тој начин да има секој човек слободно место да излезе и да се рекреира. Нешто ако треба да се даде по концесија, ако тоа има некоја логика, тоа е друга работа. Ќе го испитаме тоа, ќе видиме дали е тоа уред или не уред. Исто така, да кажеме, јас би се осланал и на пристапот кон езерото. Значи, од едната страна пристапот е тој од кај Сопот, а од другата страна излезот е нејасен. Па викам нејасен, значи не е регулиран. Тоа е Значи импровизација. сообраќајно решение, бидејќи ви истече време. 35 секунди Да. за вас. Значи, на почетокот кажав, комбиниран пристап и денеска граѓаните може да отидат да го користат езерото, меѓутоа очигледно не одат, нема што да искористат, доколку се на одржлив начин се уреди ова езеро со поставување на платформи за заштита на трската, нормално, поставување педалинки или други реквизити кои што граѓаните ќе можат да ги користат и услужни дејности, нормално за туристите кои што доаѓаат, може да се направи езерото да биде одржливо место за користење на туризмот, без нарушување на флората и фауната на ова езеро. Ви благодарам. Тука одиме со кратка пауза за реклами, а потоа продолжуваме со останатите прашања за моите вечерашни гости. Продолжуваме со вечерашното соочување на програмите на кандидатите за градоначалници на Велес. Во студиото се Ненад Коцич, коалиција на СДСМ и Златко Арсов од Левица. Марко Колев од ВМРО ДПМН го откажа гостувањето. Следното прашање е од културна колевка до Панагјор атракција, питијада да или не, и ако да, во која форма, како своевидна урбана туристичко-промотивна манифестација, модерен фестивал на храната или Панагјор на атрактивни турбо фолк звезди од соседството? Господин Арсов, со вас почнуваме. Питијадата беше една убава манифестација каде народот се дружи, креира пријателства, креира идеи. Меѓутоа, со доаѓањето на сегашниот градоначалник од СДС, сета таа позитивна работа се наруши. На Велешани им недостасува питијадата. Дали е она Панагјор, дали е ревија на странски групи, турбофолк или било какво, тоа е друго прашање. Значи може да се осмисли. Меѓутоа, поентата нејзина беше дружењето и промоција на велешкиот културен, специјалитет. Дали требало да се носат групи, тоа не знам, бидејќи тоа во тој период беше како правило, впрочем и на пивофестот во Прилеп се носеа групи.
на питијадата во Штип исто така, значи тоа беше правило во тоа време и не гледам дека беше лошо, бидејќи се носеа поранешни звезди од ју просторите, како прљаво кажалише, Здравко Чолич и така натаму, риблја чорба. Јас сум отишол, сите сум ги гледал и ми било многу убаво, сум се потсетил на младите Во денови. зависност од афинитетите на изгледа и на локалната власт и атрактивноста на звездите. Да. Сега јас би продолжил, таа манифестација би ја продолжил и не само таа, него и други традиционални велешки манифестации, како што е регатата, односно гемиджи, Стоби, античкиот театар и слични други културни манифестации. Господин Коцич. Па добро, мислам дека имаме велешини со што да се пофалиме. За нас велешката пита е најубава, за разлика од Штипјани. Малку шала. И јас сметам, и во програмата пишува дека повторно треба да се врати питијадата во Велес. Околу начинот на организирање, по мене би требало да им дадеме предност на македонските рок и народни групи кои што би требало да се промовираат и да учествуваат на овие фестивали. Меѓутоа, немам против да учествуваат музичари од регионот, па дури можеби од странство, доколку има интерес и доколку имаме финансии. Во програмата е предвидено организирање и фестивал на велешката скара. Исто така мислам дека Велес има одлична и квалитетна скара, огромно производство на месо, кое што треба да се пласира на пазарот и дека имаме капацитет да организираме еден таков фестивал на кој што пред се ќе биде промоција на квалитетната локална храна. Она што го напишав во програмата, кој што стои организации и на манифестации културни поврзани со националностите што живеат во Велес, например имаат бошњачката националност, па во Ризере да организираме бошњачка манифестација, од ромската, од турската, од албанската, македонската нормална националност, поврзани со одбележување на нивната култура, меѓутоа и традиционалните манифестации кои што се одржуваат во Велес, поврзани и со кочораци, и со гемиџиите, и со Васил Главинов, и со сите тие оние работи кои што ги имаме. Гледам тука се согласувате. Да. Има една специфика за Велес, а тоа е што е град со најмногу пресуди за оштета заради повреди од кучиња скитници. Само се извинам, може ли една реплика на претходното? Значи, не беше укината, јас да не бидам адвокат, јас кажав, си одговарам за својата работа, меѓутоа треба господин Атарсов да знае дека последната година не беше организирана питијадата поради короната, односно 2020, а во 2019 постоеше не гламурозна, не беше направена со пеачи од типот на Чолич, меѓутоа или Скапа, меѓутоа имаше организирана питијада во центарот на градот кај Основен суд на Велес. Добро, краток одговор и потоа ќе ви оставам простор за онај последен наш блок за меѓусебни прашања. Да се биде град со најмногу пресуди за оштети заради повреди од кучиња скитници за вас значи што? Арсов Пакоци. Тоа е точно, да, постојат такви ситуации, колку има оштети, тоа не знам, не можам да кажам. Важно имам слушано дека многу од населението има поплака од чувањето на домашни биленици, особено тоа се однесува за кучињата. Мене, колку што ми е познато, во Велес постоеше еден стационар, а тој е во приватна собственост. Мислам дека и газдата почина сега брзо, дека он беше ангажиран преку општината да врши такви работи, нели? Да ги прибира, да ги носи, да ги така натаму сето тоа, да ги чува. Меѓутоа, и покрај тоа тој што го работеше, еве, има уште многу кучиња низ Велес. Добро. Котичка, кој е вашиот? Така. Што значи за вас тоа и имате ли решение? Грижата за кучињата представува огромен проблем. Значи 2017 немаше стационар во кој што се заловува кучињата и каде што се вакцинира и врз основа на законот се чуваат до 40 дена и треба повторно да се вратат на местото каде што се заловени доколку некој не го посвои тоа куче. Веднаш во 2018 започна со работа тој пансион на Гиовски, меѓутоа и најголем дел од кучињата се вакцинирани, се одбележани и врз основа на закон се враќаат назад. Она што сега се случува е да пристигнуваат и нови
бездомни куќиња во градот, затоа што сме најверојатно центар, па некако не ги извезуваат. И повторно има одреден број на куќиња кои што не се вакцинирани. Со поддршка на UNDP, имам информација од сегашниот директор на Вардарскиот плански регион, дека се обезбедени пари за изготовка на проект за регионален центар или шелтер центар за згрижување на бездомни куќиња. Така да ова активност на прибирање на куќињата мора да продолжи. Мој предлог беше 2018 за тоа го работи ЈКП Дервен, јавното предпријатие, затоа што не може веднаш пансионот Гиовски нема таков капацитет да излезе на терен кога имаме поплака од граѓани. И затоа реков на почетокот реорганизација меѓу други за куќињата, да они во првиот момент реагираат околу заловувањето на куќињата, а потоа стручните служби да се вршат во ветеринарното одбележување и вакцинирање на куќињата. Така да предлогот кој што јас го дадов тогаш во совет не беше прифатен, меѓутоа за тоа сакам да малце ги измениме работите во следните 4 години, да се намали бројот на куќињата на улиците, меѓутоа и тие да се згрижат на соодветен хуман начин. Благодарам, влегуваме во оној последен блок кога имате право на меѓусебни прашања, впрочем имавте и малку послободна дебата. Почнавме на почетокот со господинот Коцич, завршуваме со господинот Арсов. 45 секунди, доколку сакате да го искористите правото за едно директно прашање за вашиот против кандидат, повелите. Добро, ви благодарам. Јас имав некои прашања спремени, да, сега ќе ги кажеме. Се запишеме. Значи, на едно излагање предходно, мојот против кандидат кажа дека кога тој би бил градоначалник, бројот на незапослени би го свел под 10% и бројот на млади невработени би изнесул во 0%. Јас би го прашал него со кои средства и како тоа сето мисли да го изведе. Повелете, господин. Благодарам. Реално, она што за кое што сакам да успееме во оваа држава да ги задржиме младите да живеат тука. Кажав дека бројот на младите ќе го сведеме 0%, оние кои што сакаат да работат, значи не студираат, не работат на интернет, немаат други обврски, и кои што ќе се пријават во општината дека се баратели на работа, врз тоа нивното образование и нивниот статус. Тоа е една од врвните приоритети кои што ќе ги имам како градоначалник во однос на младите. Не само што ќе посредуваме во нивното вработување, значи тука дека сите ќе бидат вработени во општината или во јавните предпријатија, него како општина ќе имаме регистар на луѓе млади кои што ќе ги понудиме на пазарот, на приватни фирми, на инвеститори, затоа што кога доаѓа инвеститор во вашата општина, вие морате да му представите и каква работна сила имате, дали сте компатибилни за тој да инвестира во Велес. На тој начин, поттикнувајќи на вработувањето на луѓето, ќе намалиме на вработеноста и кај младите и кај генерално кај населението кој што работи. Вашето прашање го до господин Може Арсов. да реплицирам? Имаме само уште една минута, бидејќи имавте навистина многу простор заедно да дебатирате околу сите Така, останати. да. Па јас не би поставил, се ми е јасно. Добро, тоа што остануваат уште една минута, еве по 30 секунди за обраќање до вашите гласачи. Сами сте вечерва, двајца па ја имате таа привилегија. Повелете, господин Арсов, времето тече 30 секунди. Значи, како иден градоначалник на Велес, јас со мојата кандидатура ќе обезбедам просперитет на Велес, како што реков предходно. Моја, реков, поширока цел е унапредување на просторот за хумано и здраво живење, активностите за развој, потенцијалот на децата и младите, возрастните, енергетската одржливост, чистење на почвата, водите, воздухот од загадувањето, решавањето на проблемот со паркинг просторот, санација на инфраструктурата, унапредување на земјоделскиот сектор. Тоа во кратки црти е мојата. Благодарам, господин Котич. 30 секунди за вас за обраќање до Велешани. Благодарам. Почитувани Велешани, како човек кој што целиот живот работи во за нас најубавиот град, сакам да заедно го направиме Велес поубаво место за живење. Ви подавам раката како ваш пријател, сограѓанин, заедно да се избориме и заедно да ги имплементираме програмските активности кои што ги имаме зацртано. Имаме одличен тим, имаме енергија
Имаме одлична советничка група и затоа ве поканувам да гласате за бројот 12 и за кандидат за градоначелник и за советничка листа, затоа што Велес ни е во срцето. Благодарам. Ви благодарам и на вас за гостувањето во вечерашната дебатна програма на Телма. Ви постакувам уште 7 дена успешна и пред се fair play кампања. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Дебатната програма на Телма продолжува во вторник со соочување на кандидатите за градоначалници на Охрид. Бидете со Телма.